една екипа од 10 луѓе со многу голем ентузијазам. Стварно сме направиле голема работа во овие 15 години. Многу е убаво тоа. Зошто кромит е заштитен знак на Македокс? Мириса не е за црвениот тепих, оди во секоја манџа. Авторите на документарен филм се посебни. Одат во екстрем. Гадни да се тука, но тие приказни треба да се раскажат. За жал мислам дека направи многу за светската документаристика. Многу малку ние како држава го искористивме тоа. Го снимаш дебитантскиот филм, ти веќе си возрасен човек. Македокс поразлично искуство е на одење во кино. Ние кога ќе стигнеме таму прво се шетаме со мегафон. Се може да се направи документарен филм. Да, имаме издадено неколку прирачници за користење на документарен филм во средно образование. Во средно училиште се гледаат филмови направени од средношколци. Netflix за школски документарци. Не можеме ние без нашите волонтери. Дополнителни од 40 до 60 кои што активно работат за реализација. Сите овие луѓе всушност го прават фестивалот. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Дарко и Сара, здраво и што го врти светот. Здраво. Здраво, приказните според мене. Јас би сакала да го врти емпатија. Да. Кај да? Се надевам. Исто. Документарец или романтична комедија? Романтична Сигурно комедија. романтична комедија. Секако не. Да. Од вас тој го очекува. Филмски фестивал или филмски сет? Фестивал за мене. Уф. Некако и двете. За мене. Да. Тоа ти е животот. Кромитче или лукче? Кромит. Добро. Ќе откриеме зошто. Сега вие работите на Македокс и тоа долги години. Двајцата сте дел од тимот уште како волонтери сте почнале. Македокс постои, сега ќе биде 16-та година и постојано расте. Македонија има некоја култура на гледање документарци. Како се случи ова? Малку околу тој момент. Како ја пораснавте публиката за гледање документарци од 20 на сега колку и да се? Јас бев таму од првата година, во 2010 кога го започнаа Македокс, една екипа од 10 луѓе со многу голем ентузијазам и многу голема љубов и желба да се донесе документарниот филм и да се развива документаристиката кај нас. И буквално на фестивалот имаше по 20-30 луѓе секоја вечер, баш тие луѓе што сакаат да гледаат филмови, што се дел од културниот свет, уметници и така натаму. И денес кога ќе видиме дека имаме 3 распродадени стејџа со по 500-600 или некогаш и до 800 луѓе, сваќаме дека стварно сме направиле голема работа во овие 15 години. И многу е убаво тоа. Така и се бара плюс карта секоја година. Ова го знам зашто некои луѓе знаат дека ве познавам вас или некој друг, па секако да не случајно знаеш за карта, векам познавам. Електронски пред фестивал нека се купат. Или Најчиста работа. фестивалска има и тоа. Фестивалски билет, да. Да. Добро. Реално така е боле. Јас многу би сакала да бидам гостин на фестивалот една година и да си купам фестивалска карта. Што значи тоа? Имаш пристап до сите проекции, до сите настани на фестивалот и може да си ја купиш на загревањето за фестивалот, односно 2 недели пред самиот фестивал и да не се потресуваш дали ќе има влезници или нема да има влезници. Значи може да си платиш како човек и да си дојдеш Да. фино и лепо да гледаш филм. Многу интересен ми беше описот на веб страницата кога разгледував, затоа што вели да сте креативци. И вака изгледа описот. Повеќе слојна платформа со мирис на кромит ја посадија документаристи и докуљупци задоени со медитеранска мисла. Креативност е прва дружка, а документарниот омилен јазик од тогаш расте за да го надрасне конформизмот, за да ги изостри сетилата за квалитет и критички вид. Зошто кромит е заштитен знак на Македокс? Ми беше главното прашање. Зошто кромита не лук? Да, во принцип, кромитот е како документарниот филм. За да дојдете до неговото јадро, имате премногу слоеви околу него. Мириса не е за црвениот тепих.
не многу луѓе го сакаат, но оди во секоја манџа. Секогаш од стар кромит, ако го ставите во плодна земја, може да израсне нов, како и приказната, секогаш од една стара приказна може да израсне нова. Кога го сечкате, плачете, буди некакви емоции, како и документарниот филм, и сите го сакаме на крај. Супер. Да, мотива се. И супер ни се наградите, имаме млад кромит, стар кромит, сечкан Да, погоден е кромит, за... доку Николци ни е школата, пасвордот за интернет во канцеларија ни арпаджик. А сега треба да го смените. Не додадов други знаи. Непогоден е кромитот. Да. Многу погоден. Исто тоа се смеев дека мислев дека е некоја интерна шала, ама не, има многу длабоко значење кромитот во случајов. Плюс секоја манџа ја прави подобра, така да одлично. Сакам да зборуваме малку за документарни филмови, затоа што секој од нас некогаш бил воодушевен од нешто што го видел на некаков документарен филм. Балканот особено изобилува со приказни, значи буквално во секое село, во секое мало место ќе отидете, ќе се воодушевите, затоа што многу со работата шетаме низ Македонија, па така некако ги гледам овие приказни, супер поднебие сме за документарен филм. Ама еве според вас, општо и светски и домашни, кои се најдобри документарци или некои од најдобрите што сте ги гледале, вака да ми извадите нешто? Некако, Кој? сега да кажам дека тоа што го кажа ти за Балканот и за малите места и колку убави приказни никнуваат баш онака таму кај што можеби не би ни очекувал, дека тоа ми е едно од најубавите работи во врска со документарниот филм, дека го откриваш светот, ги откриваш оние најмали места, не знам, во Јужна Америка, Азија, некои села, ликови, што толку многу ќе ти дадат и ќе те научат во тие 90 минути. Тоа ми е најубавото нешто. Буквално е откривање на светот. Да, со некои дистрибутери се смееме, бидејќи во друштво може да значиме за експерти за се, бидејќи секој од нас гледа премногу документарни филмови на годишно ниво, на милион теми, и сите знаеме, не знам, за падот на власта во некоја си мала земја во Азија, сите, мислам, знаеме такви некои си теми кои што никој претходно не ги знае, може да се најдеме во секој момент, како и кромитот. Буквално експерти за се се луѓето кои што гледаат многу документарни филмови во текот на годината. И интересни за моабет. Не оговараш, зборуваш за системот во некоја држава или за нешто што се случило во некоја мало село што никој не го знае, може со еден жител. Да, во принцип, мене што ми е најмногу инспиративно и еден од моите омилени филмови всушност е тоа што авторите на документарен филм се посебни, односно Одат во екстреми. Да, за да се направи документарен филм некогаш бара навистина една голема жртва. Приказните се тука, но тие приказни треба да се раскажат и постојат некогаш тешки начини како се раскажуваат тие приказни. Пример имаш тоа? Да, еве на пример, филмот за татковците и синовите на Талал Дерки, филм кој што беше премиерно прикажан во 2018, зборува за едно талибанско семејство и за односите на самите талибанци во самата куќа, односно за таткото и нивните деца. Режисерот за да влезе во таа куќа, за да ги добие тие информации, тие слики, он самиот морал да се инфилтрира во исламската држава, односно самиот зборува на неколку се радио емисии во Сирија, дека тоа е добро, дека тоа е еднината на Сирија, за да може да помине 2 години со нив, снимајќи го филмот. Се разбира сега тоа е многу опасно. Да, сега тој е прогонет, всушност не смее да се врати назад во неговата родена земја Сирија, бидејќи ќе биде убиен од исламската држава, но всушност тој некако го гледа тоа како свој придонес за разбирање на таа страна на приказната, разбирање на ситуацијата. Некако, всушност, он вика, ние мора да се разбереме еден со друг и мора да најдеме начин како работи да бидат повторно нормални. И самиот филм всушност завршува со една таква надеж дека детето, најмалото дете кое што не иде всушност во војна, иако ги тренираат, он сака да продолжи да се едуцира, сака да иде во училиште. Така да некогаш самите тие приказни се всушност важни и ги гледаме тука поради самијата жртва на авторите. Така е, тоа на некој начин е баш и херојство да направиш нешто такво и многу и ние во историјата имаме херои кои што биле и уметници или создавале нешто, пишувале она што можеле да го прават, нели го правеле, така што баш мислам дека многу луѓе може да се пронајдат во оваа приказна, иако е навистина опасно.
речиси самоубиствено да го направиш тоа. Да. Дефинитивно. Премногу режисери и филмски екипи трудејќи се да раскажат вакви приказни, да ги прикажат пред светот, буквално си го ставаат животот во најзагрозувачка положба и го прават тоа навистина многу храбро и тоа ми е секогаш за восхит и за почит. Они не се во студио или на филмски сет со 20 луѓе што им носат вода и кафе и им го спремаат сетот, него буквално може да бидат убиени во секој момент. Да, но не Да, и секогаш. Не секогаш, меѓутоа овие ваквиве примери се едни од како да кажам, така застрашувачки, а сепак се восхитуваш на тие приказни. Дури и да не бидат убиени, дури и да не се работи за вакви приказни, било која приказна, дури некоја стварно убава приказна, како што беше, например, Ханиленд и многу други слични, бараат одредена жртва, мора да си цело време присутен за да фатиш нешто што е интересно, затоа што не е сценарио според кое што си сигурен дека ќе биде нештото или филмот добар и гледлив. Да, Тебе, просто- Сара, кој ти е омилен? Искрено размислував и некако не можам да одвојам омилен филм, затоа што има и вакви, како Дарко што го кажа примерот, што секогаш ќе те удри онака, ќе те боли стомак после тоа и ќе живееш со таа приказна во наредните 2 недели и ќе си речеш уф, добро е вака што живеам јас, супер, среќна сум. Ама има па и некои многу убави приказни што па ти даваат нешто друго и не можам буквално да одвојам. Секогаш ми е многу драго кога од нашето поднебие ќе искочи некој убав филм или ќе не стави нас некако на мапата нашата мала држава, како што тоа го направи Ханиленд. Така да, стварно не можам да ти кажам омилен филм. На кој повеќе има гледаност, на македонски документарни филмови на Македокс или на некои странски продукции? Или нема правило? Буквално, кај нас нема некое ограничување, филмовите доаѓаат од цел свет. Секогаш поддржуваме филмови кои што се наша продукција и сакаме да ги прикажуваме кај нас на фестивал, ама не секогаш па и се случува да имаме македонска премиера, бидејќи нашата продукција е многу мала. Да. За тоа ќе зборуваме после дали Ама, треба да е толку мало да. со оглед на стварно успесите што ги прави секаде во свет. Сега исто така ќе зборуваме за Ханиленд. Мене ми е навистина најуспешното нешто што во последно време се има случано е токму нивниот настап на Оскарите. Ама и во делот на документарниот филм посебно. Ама интересно ми беше, имаше еден многу сладок документарец што се викаше Аве Кламор, нешто така, Да. исто се даваше, мислам, на Македонс. со премиерно. И дури песната која што беше од Фолтин стана хит благодарение на филмот. Како беше тоа искуство, дали го запознавте Преубаво. протагонистот? Да, многу беше убаво. Значи, тоа е едно од најубавите премиери, мислам, дека што се случиле кај нас. Стварно беше. Да, во принцип Преубаво. се крена голема фама за самиот филм, бидејќи он има и таков пиар каде што всушност настапија со фейк ньюс пред Памтам. самата премиера. Со Кроми 200. Да, со Кроми 200. Не повеќе слојни, туку буквално Кроми 200, каде што всушност ја кренаа свеста и за примањето на фейк ньюс и за тоа што ние како читатели или приматели на информации го примаме секојдневно. Така да се крена баш голема фама на интересен начин да се предизвика ја внимание за тој филм. А премиерата беше прекрасна, мислам, го имавме професорот, неговата жена направи торта во форма на автомобил, така да навистина емотивна и прекрасна премиера. Баш ми е драго. Исто беше многу интересно кога одеше Медена земја на Македокс, имаше голема борба за карти, меѓу другото и затоа што имаше настап на Атидже после тоа и мислам дека едно чудо луѓе тоа го видоа, ама кое е значењето на Ханиленд за светскиот документарен филм? Затоа што нивното пробивање на Оскарите беше многу уникатно. Може ли малце Огромно. за тоа? Огромно сакаат е да значењето, затоа што прво тоа е прв филм од кај нас кој што е номиниран во 2 категории за Оскар, но исто така е прв документарен филм кој што е номиниран во категоријата за најдобар интернационален филм. Така што успехот е стварно Прво 2 категории номиниран документарен филм и некако го проби мразот за документарните филмови. И тоа што всушност они почнаа со 3 награди на Санденс, некако даде многу значење на самата документаристика во светот. Некако
допринесе за да се изедначи играниот со документарниот филм, особено во многу фестивали, во многу надпреварувачки категории, да не се одвојуваат тие како надпреварувачка категорија за документарен и надпреварувачка категорија за игран филм. И некако и не постави многу значај на нас на мапа како Македонија, но и како цел Балкан. После тоа имавме многу повици од различни програмери, селектори на филмски фестивали кои што бараа филмови од нашиот регион. За жал мислам дека направи многу за светската документаристика, но многу малку ние како држава го искористивме тоа, односно многу малку научивме како да ги подржуваме приказните кои што може да направат многу импакт во светот. Тоа и мене ме збунува малку, затоа што нели е логично, ако имате ваков успех, ќе вложувате повеќе во документарец. И самиот Ханиленд не е целосно снимен со државно финансирање. Со многу мало финансирање всушност е направен. Со мало финансирање, мало. дел од државата, Да. дел од некои фондови и така натаму. Ама сепак логично е дека кога веќе го изедел тој потешкиот пат, за другите ќе е полесно, а во моментот за жал не го гледаме тоа. И не мислам дека само кај документарците, генерално изминативе години тоа е тренд, да не го врземе само со една друга влада. Тренд е да опаѓа буџетот за филмови, а успесите да растат. се Некако како тоа се случува? Како филмаџи сте Како што двајцата. имавме еве сега скоро пак 2 награди на Sundance. Да. Да, Не знам, кај нас, мислам, тоа е најголемата болка на работење во оваа индустрија, во оваа држава, дека, мислам, културата е ставена на последно место. А тоа е првото нешто што ја прави одликата на една држава, така. И, мислам, ние секако дека треба да бидеме свесни во каква држава живееме и со какви проблеми се соочува таа една држава на општествено институционално ниво, меѓутоа сепак очекуваме дека ќе се работи на подобрување, но некако не се работи баш на подобрување. да, во принцип Туку оди се надоле. Така е. Во принцип сите тие успеси на македонската кинематографија во последниве години се успеси на млади луѓе, односно најголем дел од тие луѓе се со своите дебютантски филмови кои што навистина земаа многу награди, беа на многу значајни фестивали, нивните филмови се дистрибуираа после тоа во многу држави, но не се работи за некоја си државна стратегија и тоа е всушност проблемот. И тоа многу често тие ги снимаат првите дебютантски филмови, Да, често се навеќе. откажуваат од хонорарот. Своите хонорари за да го направат. Дина Да, ама и Дума, додека кога да стигнеш да беше- си го снимаш дебютантскиот филм, ти веќе си возрасен човек. Да. Мислам, не си веќе млад Возрастен човек режисер. со одредени потреби си снимал 100.000 реклами за да Да. може да си го финансираш животот, за да може да го снимиш во еден филм и ти успева со можеби најмал буџет во конкуренција, ако се види колку пари се даваат, да кажеме, за европски филмови и слично. И повторно, нели, никако да се освестиме. Имаше многу добра поента Никола Ристановски за улогата во Биби, вика, нели, основата на државата е образование и здравство, а образованието почнува со цртан филм. Кога кај децата е цртаниот филм, кај возрастните тоа е филмот или серијата или што и да е што конзумираат во однос на култура. Така да логично ми е дека ако сакаме пообразована држава, ќе вложуваме во културата. Дефинитивно, имено Македокс, бидејќи не е само фестивал, ние имаме и долгогодишни програми во едукација и веќе во изминативе 12 години пробуваме на формален или неформален начин документарниот филм да го метнеме во образованието, во средно, во основно и преку неформални школи што ги имаме за млади, така што апсолутно се согласувам со ова. И успевате во тоа. Сега, јас имам малку едно чудно прашање. Колку Netflix, HBO и другите платформи за гледање на филмови, каде што има и документарци, ги поднаучија луѓето да гледаат документарци според вас? Затоа што точно дел од тие документарци се класични телевизиски, не знам, се случило убиство, кажал едниот инспектор едно, другиот друго, еве како дојде до тоа и отприлика тоа е тоа, меѓутоа има и онакви кои што се малку по уметнички, каде што луѓето можат нешто друго да видат, па да се навлечат на концептот на документарците и после веројатно да дојдат и на Македокс и слично. Ви помага овој дел или ви одмага и ги тера луѓето да бараат можеби понизок квалитетна продукција? Не сум сигурна кај нас колку
колку гледаат луѓето документарци на платформи, затоа што кај нас мислам нема ни толку многу телевизии во европскиве држави со фестиваливе што кои што соработуваме, телевизиите финансираат документарни филмови. Без разлика дали се телевизиски или креативни или е Talking Heads или филмови што одат и на фестивали, па некако повеќе им е развиена таа култура и навика на луѓето да гледаат. А кај нас, освен Netflix и HBO и некој на што ги има on demand, или еве на Глеј може би исто така има документарни филмови, не сум сигурна колку многу гледаат. Меѓутоа, јас мислам дека се надополнуваат овие две работи. Мислам дека е корисно тоа што има, бидејќи како што викаш ти, после така ќе се натераат да одат луѓето и на фестивал. Примерот што го кажа Дарко со Fathers and Sons, мислам дека тој филм се уште е на Netflix. Да, така што имаш и ваква и таква понуда. Ние секако сакаме повеќе Да. публика во киносалите, но и ние како Македокс имаме своја VOD платформа, да не заборавиме, каде што луѓето може да погледнат документарни филмови селектирани од Македокс и уште 4 партнерски фестивали кои што ги имаме. Значи, како ќе заврши фестивалот, оние кои што не земале карта или некој многу добар филм го пропуштиле, може да си го гледаат и на платформа. Дел од нив. Например, платформата е активна во текот на целата година. Се вика Doc Around Europe и така може да најдат на интернет. На платформата ние како Македокс правиме селекција на нови автори кои што доаѓаат од Балканскиот регион. Супер. И моментално имаме околу 70 филмови на таа платформа, годинава треба уште 70 да стигнат, односно да бидат прикачени. Така да ние поддржуваме до некаде платформи кои што прикажуваат особено креативен документарен филм, но значајно ни е тоа публиката да биде во киносалите, бидејќи сметаме дека вистинското гледање на филм е на големо платно, не е И комплетно е различно искуството. Друго е нормално, сите седиме на Netflix, на други платформи, HBO, Глеј, сега на вистина станува многу актуелна, може и подкастот да си го гледаат на Глеј, ама генерално мислам дека одењето во кино е доживување, да. Одиш, се спремаш, ке седнеш, не лежење во кревет, пушти било што, го бираш филмот внимателно и така натаму, така што и јас сум за секогаш, кога може, за одење во кино. И за нови кина, или барем повеќе кино. Средување на постоичките што ги имаме. Да, бидејќи кино за нас не е Cineplex. Да, има и други кина, освен оние во Скопје. За жал се распаѓаат. Да. Мислам, за тоа и ние алтернативни локации имаме за прикажување на филмови. Мислам дека тоа е исто така момент зошто луѓето толку сакаат да одат на Македокс. Поразлично искуство е на одење во кино. Да. Така е, се сложувам 100%. Сега, интересно ми е со патувачкото кино, зашто веќе ги спомнавте кината и морам да прашам за ова. Гледав многу интересна приказна баш за дел од вашите патувања. Вие патувате со платното големо и со се друго што е потребно за да се прикаже проекција на документарци низ целата држава. Како изгледа тоа, особено ако земеме предвид дека ние во Скопје, ако имаме многу малку кина, сепак имаме кина. Не верувам дека има некој кој што не е отишол да гледа филм на големо платно, дали на фестивал, дали на кино, било како. Што се случува низ целата држава? Што се случува во оние мали места каде што речиси пат да нема? А не кино. По принцип тоа е многу интересна приказна, бидејќи патувачките кина како историја ние ги имаме во почетокот на 20-тиот век во Македонија и после Втората светска војна тие замираат, но за време на Југославија се уште постоеле некакви си кина, односно ние доаѓаме во села каде што они знаат да не кажат во задружниот дом гледавме каубојци, мислам, се сеќаваат, особено по старите жители. И доаѓаме во ситуација каде што имаме во селото каде што дедото гледал филм на големо платно, бил на кино, но неговите деца, неговите внуци никогаш не виделе филм на големо платно. Новите генерации не гледале, а постарите гледале. И тоа е всушност таа приказна која што ние сакаме да ја промениме, и да донесеме големо платно во селата каде што нема можност, бидејќи иако на пример има кино во Битола, во најблискиот град, за да стигнете вие до киното за да гледате, немате јавен превоз до таму. Значи вие како тинејџер не може да искочите и туку така да гледате, да отидете во кино. Така да таа приказна што ние би сакале да ја промениме и е најпрекрасната приказна од целиот наш кромит некако. Да.
Каква е реакцијата на луѓе, особено на млади луѓе, кога прв пат гледаат филм на големо платно? Многу е убаво, не знам, од самиот момент кога ќе стигнеме во регионот што сме го одбрале и во селата, па се до завршување на проекцијата, некако е, не знам, најубаво искуство е тоа. Луѓето многу позитивно реагираат. Ние кога ќе стигнеме таму прво се шетаме со мегафон, да ги известиме дека сме дошле и дека вечерта ќе има кино, сите сакаат да видат што се случува, дури додека буквално додека се мести платното, веќе на клупите има седнато деца, млади, чекаат да почне, помагаат, носат столчиња. Некогаш го поминуваме и целиот ден во едно село, па заедно готвиме ручек со луѓето кои што живеат таму, за да се запознаеме, да се сближиме. Не знам, целото тоа е многу... Да, мислам дека е еден од најубавите сегменти на организацијата наша. Да, магично е. Да, стварно е магично. Сме имале дури ситуации кога во селата ќе запознаеме некои млади што после ќе дојдат да волонтираат на фестивалот или ќе се зачленат на школата до Куникулци, ќе продолжат да доаѓаат и некако остануваме цело време во контакт, така што тоа е... Кој знае, може и ќе работат на филм баш благодарение на тоа што прв пат вие сте им однеле платно. Да, тоа е супер. Тоа би било одлична приказна. Сега, затоа што патуваш низ државата, а гледате многу филмови од Балканот за да може да ги прикачите на платформата, Сара, колку ти наоѓаш приказни за продуцирање на овој начин, затоа што работиш и како продуцент, работиш, веројатно соработуваш со креативците, со режисери, сценаристи, колку ова ти помага за другата работа што ја работиш? Многу, да, исто патувачкото кино е исто така супер момент на истражување и наоѓање на нови приказни и тоа е исто така еден дел од тоа зошто го правиме патувачкото кино. Не е само да се донесе филмот, мислам тоа е главната цел негова, меѓутоа уште една цел е да се изнаоѓаат приказни кај нас. Мислам дека онака непресушен извор се кај нас ситуациите и местата, така што од се може да се направи документарен филм, само ме многу важна волјата некако. Не знам, ево последниот документарен филм што го снимавме и кој што треба скоро да има премиера е сниман на Солунска глава и ние до таму не можевме да стигнеме. Што... Како стигнавте? Сепак. Или како го снимавте таму, ако не можете Три различни джипа, коњи, пешки. Онака со буквално најмала екипа, со шатори. Да. Супер. Ама ќе видите. Вас не би било супер, на нас ќе ни биде може супер кога ќе го гледаме. Да. Секогаш е подобро од кино. Отколку на Солунска глава со коњи, ама некој сепак го преживеал тоа. Да. Тоа е плюс. Сега, затоа што зборуваме дека приказни има многу. Има ли некоја приказна вака балканска, не мора да е локална наша, која што во последно време сте ја виделе и онака баш ви била интересна од она што до сега го прикачивте на платформите? Затоа што секогаш со кои да зборуваме за Балканот, тоа важи. Има колку сакаш приказни да се раскажат, да се снимат 100.000 филмови и слично. Тоа, мислам, не можам да одвојам, али има милион приказни. Во принцип, и да тргнеме и од политички приказни, и еколошки приказни, и мали приказни од руралните места. Значи, буквално има милион приказни. Ај, некоја мало од рурално место. Вака чисто од ракав. Чекај. Од Балканот. Ти треба време. Од Балканот. Во принцип, не знам, и постара филма кој што го пуштаме и на патувачкото кино се вика Лист, кој што е филм за жители кои што свират на листови од Србија. Всушност идат, ја имаат она техника на свирење од листови, они се брачен пари малце постари, мислам дека дури и беа, кои што идат и си свират на листови, имаат романтична приказна на свирење на листови. Тоа вака едно од постарите балкански приказни што И еден од поомилените секогаш на патувачко име Синема комунисто на Мила Турелич, кој што имаше исто огромен успех, па и наредните нејзини филмови. Синема комунисто ги враќа во времето. Да, Синема комунисто зборува за кинематографијата на Југославија и всушност важноста на филмот за време на Југославија, за внесување исто така на американски пари на друга валута во Југославија, но и целата таа огромна продукција на филмска продукција што Југославија ја имала. Што за жал веќе не постои, но да, секогаш... И најсладкиот проекционист на Тито. Да, и за проекционистот на Тито. Добре.
И многу интересно. Ова верувам дека ги интересира луѓето, се уште ги интересираат тие old school приказни што се случувало во Југославија, посебно од малку пообјективна гледна точка, веројатно денешна. Супер што го гледаат. Дали што се случува сега во регионот? Колку следите во однос на финансирање на филм? Не само на документарен филм. Кај нас гледаме дека има намалување, меѓутоа мене ми изгледа и од она што сме го истражувале за некои претходни епизоди, гледаме дека од друга страна буџетите за филм сериозно растат во соседна Србија, сериозно растат во Бугарија, мислам дека кога разговаравме, во Хрватска, Словенија, Хрватска, секаде некако ние први тргнавме со висок буџет, зборувавме со Дарко претходно дека имало години со 7 милиони буџет, меѓутоа некако фативме обратен правец. Што се случува во регионот? Регионот иде напред. Добро. Во принцип, Брзо. Ептен. да, во Цел регионот, регион. да, Мислам, скоро цел регион работи на вистина на филм, иако еве на пример Бугарија, мислам дека има последната информација што добив околу 20 милиони евра буџет на годишно ниво За нивниот национален филмски фонд. Ова не се европски фондови, од нивниот тоа е националниот центар. Но еве никој од нас не слушнал дека некој бугарски филм и игра не земал последниве години 2 награди на Сантенс, на пример, кога што ние земавме пред 2 месеци. Така. Диџеј Ахмет на Унковски зема 2 награди на Сантенс. И тоа не беше прва вест на вести. И не беше прва вест на ниедни вести, за жал. Словенија исто така иде многу напред, они баш работат и на развивање на своите слаби страни на филм. Мислам тоа е кај нас е тоа главниот проблем, дека не се работи на развојна стратегија. Значи Словенија работеа некои 7 години да развијат нова стратегија и да ги накачат буџетите и они не знам направија и преку филмскиот центар работилница за развој на документарни филмови. Значи они навистина вложуваат, најмуваат таленти и експерти од странство кои што им помагаат да го направат тоа. А кај нас мислам, ние цело време се бавиме со тоа дека е намален буџетот и што може да се направи во врска со тоа, меѓутоа никој не работи на стратегија. Така. Конкретно документарните филмови, најмногу се работат во развојот, а кај нас нема поддршка за развој на документарен филм. И тоа многу го комплицира понатамошниот процес на правењето на филм. Како изгледа развојот на и документарен и класичен филм? Кои се некои фази што треба да се финансираат ако сакаш да направиш филм? Дефинитивно треба прво да има поддршка за развој на сценарио. Добре. Мислам, во идеалниот случај така се финансира филм. И во Ајде да зборуваме за идеалниот, зашто да не? Се финансира развој на сценарио, па се финансира развојниот процес на филмот, па потоа се аплицира за пари за продукција. Добре. А некогаш после се аплицира и за пари за постпродукција и за маркетинг и промоција. А кај нас има само повик за продукција. Во принцип, значи, еден од 4 дела. Да, некои филмови документарни особено биле финансирани по 5 пати за развој на самиот филм. Бидејќи они почнале со една приказна, земале, мислам, некои средства, тоа се мали буџети во принцип за развој, некои си почетни средства, отишле да истражат приказната. Они дознале дека во тоа и тоа село, на пример, се постои таков и таков човек кој што е податен за приказна, они таа приказна аплицираат со таа приказна во филмскиот фонд, зимаат фонд за развој, идат, снимаат, гледаат дали има таму потенцијали на каде ќе се насочува таа приказна. Некои филмови 5 пати истиот филм бил финансиран за развој, бидејќи менувал насока за да стигне до финалниот продукт во продукција. Исто така интересно нешто спомна, тоа е промоцијата на филмовите. Нешто што дефинитивно денеска со толкава понуда и некако интернационална понуда, порано ако биле неколку играчи само во светот на филмот и другите биле тука некако по страните колку можат ки изгребат, сега многу држави инвестираат во филм, во серија, во продукција, затоа што им може да се врати многу исплатливо назад во економијата. Ние гледаме на сите јазици филмови, што не било претходно. Пример, македонскиот филм веќе не ти е Македонија пазар ти е целиот свет, затоа што луѓето се навикнаа да гледаат на сите јазици. Што е со промоцијата? Како твојот филм да стигне до поголемата публика ако ти немаш пари за промоција? Колку тоа чини и колку е тоа
битно? Има ли, не знам, маркетинг агенции или PR куки кои што конкретно се специализирани за филм? Дефинитивно. Да, во принцип е многу важна алатка. Има цели компании за импакт кампањи на самите филмови кои што го работат целото тоа. Збориме и за продукцијски куки, компании кои што работат секако и лобирање и промоција на филмовите на фестивали, но збориме и за компании кои што прават целосна стратегија за како тој филм ќе дојде до што поголем број на публика, до што поголем број на таргет групи. Така да од еден филм они офаќаат широка таргет група која што може бидат фестивалите, публиката во киносалите, но идат и во детали како тој продукт ќе се промовира, не знам, ако има велосипед во него за велосипедисти, буквално како има еколошка приказна на кој таргет е сето тоа ќе иде, буквално една цела маркетинг стратегија се прави импакт кампања за самите филмови. Да, ма и Сепак самото... филмот е производ, кај нас се гледа како некоја charity. Демек, државата треба да ти даде, тебе да промовираш, што е многу битно да даде, ама тоа не е добротворна организација. Филмот е производ, кој што прво ќе ти помогне да имаш поедуцирана публика, луѓе, да им раскажеш приказни на луѓето, да им ги отвориш видиците, понапредна публика, младите ќе може да научат многу работи кои што не ги знаеле, може би за своето минато, може би за некои други земји што се случува во нив, може би за Европа во која што често сакаат да живеат. И дополнително ти е можност, ако добре го маркетираш тој производ, да ти донесе многу пари и многу други нови филмови. Ние не го гледаме така, некако културата, не го гледаме целиот потенцијал. Кај нас е многу тешко самото тоа да се направи и да се заврши филмот, а после тоа почнува потешкото. Мислам, ти ќе го... доволно е тешко кај нас да се изфинансира, затоа што стварно е многу компетитивно и европските фондови се многу компетитивни. Ќе ги откажеме луѓе. Не, само многу мотивација, желба и љубов. Мислам дека тоа е рецептот, али во секој случај филмот кога ќе се заврши, дури и тебе да ти го одберат на некој фестивал или на некој голем фестивал што е познат, тоа не мора ништо да значи. Ти мора да имаш дистрибутер, мора после таму да најмеш некој што ќе се бави со промоцијата, бидејќи не е доволно само филмот да влезе на фестивал, туку тоа што го викаше и Дарко, треба после да се најми PR експерт кој што ќе се бави со промоцијата, ќе комуницира со критичари, со новинари. Така е. Голем процес. Многу е долго. По принцип ми текна сега еден светло пример за филмот како општествен продукт. Се работи за филм Фатени во мрежата се вика. Излезе во 2019 во декември, чешки филм. Се работи за приказна во Чешка, имаат една веб страна каде што функционира на сличен начин, не на сличен начин како видеочет страна, каде што се јавија многу предатори во тој период. Односно, многу повозрасни луѓе разговараат со млади девојчиња, имаат голем број на зоставување на тие девојчиња, и ова стана проблем на чешкото општество во еден период. Се работи за чешки портал. Чешка телевизија решава да работи на овој општествен проблем, на решавање на овој општествен проблем преку филмот. Они двајца чешки режисери со чешката телевизија градат студио кое што го поделуваат на 4 детски соби и прават кастинг за актерки, кои што изличат дека се помлади, дека имаат околу 15-16 години и поставуваат некакви си правила на комуникација, дека они никогаш први нема да настапат актерките за да ги привлечат на било каков начин нив или пак да им вратат. За да нема никаков аргумент. Да. И всушност тоа е студија каде што 4 актерки комуницираат денокно со луѓе на таа веб страна. Каде што буквално излегуваат монструми од целото. Тоа излегуваат луѓе кои што организираат детски кампови, кои се тие луѓе кои што всушност ги тераат овие 14-15 годишни девојчиња да искочат со нив. Прават сетап, идат во кафулиња со тие луѓе. Овој филм навлекувајќи ги дека ќе одат на некаков си камп, што младите луѓе. Не на камп, туку ги тераат буквално да идат на пијачка, се им викаат колку се многу убави, буквално им се облекуваат, имаат експлицитни цени, ги сликаат дел од нив, се појавува нешто слично како нашата Телеграм група која што беше јавна соба. Овој филм беше најгледаниот чешки филм во Чешка. Јас го гледав во јануари, он почна со својата кинодистрибуција во декември. За еден месец беа продадени или
илјадници, над 300.000 или над 500.000 влезници за во киносалите за овој филм. Да. Можете да замислите супер- колку влијаел врз тоа да се, можеби да се затвори страницата или пак да се пронајдат овие луѓе полесно да се Буквално, овој да. филм има и своја Таргетира. едукативна верзија која што иде во средните школи, каде што буквално им се објаснува на младите луѓе како да се заштитат од интернет предатори во интернет просторот, но овој филм направи таков општествен бум во Чешка, каде што после тоа сите дебати, сите телевизии, имаме активно делување на полицијата. Буквално се реши проблемот на заставување на млади девојчиња во интернет просторот. кој што претходно бил на некој начин табу тема, а сигурно многу девојчиња и многу млади го имале како проблем. Ова е супер Да, пример, супер ти пример. благодарам, добро што ти текна, се мислеше едно време. Добре. Да, супер па, пример е за како филмот се користи како алатка. Во И за општеството, решавање на општествени проблеми, и за образовни цели, буквално онака беше еден одличен школски пример за тоа како може да се направи промената и да се промени свеста. Вие правите нешто слично, така што документарни филмови, одредена програма ги носите во средните, основните училишта, како Да. реагираат децата на документарците? Да, имаме издадено неколку прирачници за користење на документарен филм во средно образование. Оваа година прв пат направивме обука и прирачники за основното образование, така што не знам, од обуките кои што се поминуваат со наставниците и од разговорите со нив, сваќаме дека навистина има потреба и им фалат материјали за работа и стварно ја го користат филмот како алатка и мислам онака дека редно време е Да. филмот да влезе како мислам Официјално. официјално да наше влезе време го во користеле, образовниот процес кај нас. Мислам дека е редно време. И јас исто се сложувам и особено цело време ние правиме консултации, самата држава знам дека прави консултации со сите засегнати страни околу образование и периодов баш гледав некои такви ставови, особено кај учениците и кај наставниците, тие бараат обуки и помош за поинтерактивна настава, зашто веројатно гледаат дека не може да ги задржат децата на стариот принцип, додека децата секаде бараат интеракција, да им да им се пушти нешто, да зборуваат за нешто, да се вклучени во целата работа и супер идеја е да се вклучат во правење на документарен филм, зашто е тоа нешто што може да го најдат околу себе. Вие правите со Никулците филмчиња. Да. Колку филмови продуцирате вака годишно и како тие изгледаат? Имаме, одбираме 10 млади кои што се дел од школата секоја година и сите тие работат на развивање на своји идеи. Ние никако не сакаме да им влијаеме во тоа да им наметнуваме теми, така што ги поддржуваме во приказните што сакаат да ги развиваат. И на крај им правиме како пичинг, како што би било нели во Реално. во реалниот свет кога се одбираат филмови. Да, им правиме пичинг и одбираме 3 идеи. Потоа ги делиме во тимови врз база на нивните афинитети и произведуваме 3 до 4 филмови годишно со школава. Оваа ни е 6-та генерација, така што веќе имаме накај 20 кратки филмови од школата. И годинава ќе имаат премиера на Македокс на 16-тото издание. Супер. Ама многу ни е мило затоа што младите и без нашето зборување со нив и низ сесиите што ги имаат со менторите, многу ги интересираат ептено општествено социјално ангажирани теми. Да, и делот нив Љубопитни се. Многу. Да, и делот нив после тоа ни олеснува на нас, бидејќи можеме да ги Ги вклучиме во користиме, прирачниците за образование, така да во средно училиште се гледаат филмови направени од средношколци. Што е Супер. супер еден круг Баш на... за темите да. што ги интересираат. Да. Ова е одлично. Како наставниците реагираат на тоа, сакаат потоа и Сакаат. тие да пробаат нешто да направат за да остане тука во Во принцип, училиштето? наставниците цело време бараат повеќе филмови, бидејќи со оваа обука почнавме 2014 беше првото завршување на поголем, 13-14 беше завршувањето на поголемиот проект, каде што отприлика 200 наставници беа обучени за користење на документарен филм и подоцна продолживме. И они цело време ни се јавуваат со потреба за нови содржини. Сега сме срекни дека имаме уште еден нов проект каде што имаме и VOD платформа Netflix за школски документарци за училишта, така да моментално
треба да почнеме со промоција, поголема промоција на оваа платформа помеѓу наставниците. Чекаме акредитирање од Министерството за ова, каде што се надеваме дека и самите ученици ќе бидат повеќе вклучени во тоа, бидејќи самата платформа нуди не само можност на самиот час да се гледаат филмовите и да се истражува повеќе, туку и самите ученици дел од тие филмови да ги гледаат. Да можат дома да ги гледаат. И родителите исто Како така. Како ги бирате темите, бидејќи се многу осетлива е јавноста околу тоа што се пушта во кино? Како ги бирате темите? Дали внимавате да е тоа тема која што, да кажеме, никого нема да навреди, родителите ќе бидат во ред со тоа децата вакви филмови да гледаат? Не случајно го поставувам прашањето затоа што ние, еве јас лично живеам во центар, па некако сме опуштени околу многу теми, но гледам дека тоа не е случај на секаде. Значи, има страв дека некаков филм кој што може да ми се пушти или било што може лошо да влие на децата. Како се справувате со стигмата околу тоа, бидејќи документарни филмови се прават буквално на сите теми и едуцираат буквално на сите теми? Во принцип, темите кои што ги обработуваат овие филмови гледаме се блиско поврзани со самата наставна програма, за да има директна употреба во самата наставна програма. Тие се теми кои што ние ги гледаме од наставните програми, кои што всушност и прирачници не се акредитирани од Бирото за развој на образованието, значи делот не се официјално влезени во образовниот процес. И тоа се филмови кои што да, постојат милион начини како еден филм и една тема може да се обработи, но затоа ние имаме едуцирани наставници кои што просто не се обуките и заедно со нив работиме на тоа како оваа тема ќе биде прикажана на самите ученици и како овој филм може да им помогне за делот учебниот материјал да биде полесно сватен за учениците. Супер е тоа, затоа што баш практичарите доста знаат каква реакција да очекуваат и тоа е одлично. Дали е само гледање на филм затоа што викате користење? Потоа има ли дискусија малку децата да се вклучат во тој процес? Да, секако за тоа и треба да бидат во рамки на она што е во наставната програма по тој конкретен предмет, например и на оваа новава платформа што сега треба да ја воведеме. Можеш да си одбереш по кој предмет, колку долго да биде тоа, дома можат со родителите да ги гледаат, значи секогаш некако е тоа во линија со она што треба да се изучува на наставата. Има активности. Да. И има после тоа активности, наставен план за работа на часот, бидејќи не е само да се изгледа филмот, нели, треба да се извадат после и поуките од тоа, како тоа оди. Да. И ние например конкретно тоа што го правиме со наставниците, ќе одбереме, да речеме, 10 краткометражни филмови што ќе бидат дел од новиот прирачник и имаме тим на едукативни експерти кои што работат со наставниците на тоа да се направи наставниот план за работа со тој филм на часот. И они заедно ги прават во групи, па потоа ги применуваат на својот час, прават евалуации и наставниците и учениците. Супер. Да. Значи, сте влегле во овој процес, одлично, систематски. Драго ми е што конечно има такви повеќе алатки, се повеќе се нудат тие, се надевам дека бргу ќе одат оние процеси на акредитација и слично, за да може да влезат во наставните програми и да може да се користат од страна на наставниците, и ако имаат простор да бидат креативни, сепак супер би било да е тоа нешто на ниво на држава, затоа што децата, новите генерации го бараат тоа, така учат. Никогаш веќе нема да учат на стариот начин, секогаш ќе учат мултимедијално, ќе гледаат и видео, ќе гледаат и филм, ќе гледаат и друго и ќе си направат некоја своја слика, така што ова е одличен чекор натаму. Според вас, какви, затоа што во моментов имаме најави за снимање, да кажеме, на покомерцијални филмови и серии, гледаме дека веќе се тргна во снимање на серија и филм за Тоша Проевски. Тоа верувам дека ќе биде сериозен документарец. Игран документарец е серија. Игран документарец и серија, значи се за Тоша Проевски ќе имаме, што според мене е конечно, затоа што требаше државата да направи такво нешто, но генерално според вас какви филмови други треба да се снимаат, затоа што нели ова е едно нешто што ќе постои, сите ќе го гледаме, тоа сигурно, меѓутоа што се друго треба да снима нашата држава, какви типови, покрај документарци. Не ве прашувам за документарци, тоа знам, каков друг тип на филм, дали треба да одиме кон повеќе фестивалски филмови, гледаме таму имаме успех или повеќе нешто покомерцијално?
принцип, јас лично немам проблеми со снимање на комерцијални филмови, ба дури и Немам со самиот проект за Тоше Проевски, но тој се разбира мора да е некако, повторно ќе спомнеме таа стратегија која што не постои во државата, мора да е некако во склоп со стратегијата на државата. Мора државата да знае што и како сака да го развива филмот и филмската индустрија. Многото овие успеси што ги споменавме, најголем дел од, ако не и сите, се всушност успеси на индивидуи. Тоа не се успеси на стратегија некоја на државата која што го направила тоа. Мораме да престанеме да бидат нашите успеси лични, односно да бидат успеси на поединци, туку мораме да размислуваме како успесите да бидат продукт на нашата стратегија и на нашиот план на работа. Да станат државни, да. Не може државата да финансира комерцијални проекти врз цена на тоа да не ги финансира авторските филмови. Мора некако да направиме баланс во тоа и не може да ги имаме двете. Да, некако мора да задржиме на таа некаква си транспарентност. Тие идеи да доаѓаат од филмската индустрија, не може идеите за тоа што ќе се снима само да доаѓаат од државата. Не може да снимаме под желба на што би рекла на пресконференција влада, под желба на премиерот да снимаме ние само филм. Во таа година да не снимаме 15 филмови по желба на режисерите. Да имаме поништен конкурс за цела 2024 година. Да, знам, го дискутиравме и тој момент тука, особено што средствата во изминатите години, значи пред оваа влада и во текот на оваа влада, опаѓаат баш во делот на филмот каде што имаме стварно големи успеси. Јас лично и претходно сум кажала, дефинитивно многу поддржувам дека нормално е владата ако граѓаните бараат филм и серија конечно се направи за Тоша Проевски, затоа што сме имале, се утепавме од гледање од српски пејачи или па дури американски нема кој не го гледал или англиски нема кој не ги гледал, не знам за Елтон Џон, Рокетмен или за ред други популарни пејачи, не знам, Елвис Присли беше и така натаму, нормално дека како држава ќе ни одговара да направиме и за Тоша Проевски. Меѓутоа, генерално не треба точно да е на цена на останатиот филм кој прави големи успеси. Моето прашање и мојата идеја е дека покрај стратегијата што треба да се донесе поголем буџет. Секако мислам, буџетот е главниот проблем во целата оваа ако приказна. Ако има за сите ќе има. Да, нема потреба да се караме дали требало да има повеќе пари за комерцијални проекти или за авторски. Се разбира, ако видиме дека во нешто сме успешни, ако некој сегмент во нашето општество носи успех и носи добри продукти, треба едноставно да речеме дека треба во тоа да инвестираме. Да. И во принцип тука и горди сме како држава секогаш на нашите филмови. Порано важело дека македонски филм како ајде сега има многу во Југославија што се снимаат, па тука некаде сме и ние, ама подобри се овие или ќе снимаат наши во Југославија. Сега не е така, сега имаме баш македонски филмови на, како што каже и самиот, млади автори релативно или меѓу првите филмови нивни кои што имаат огромни успеси сами по себе. Не се дел од поголема држава, не се дел од поголема приказна, туку баш од овде со тие буџети какви што се успеваат. Така што јас исто мислам дека и апсолутна поддршка да се финансира филмот што е можно повеќе. Така е. Ви благодарам многу. Се гледаме на Македокс кога ќе биде оваа година и каде се следните некои настани кај што може да ве видат. Може и не е тоа, вие имате 100 опции. Од 21 до 28 август ќе биде оваа година на истите локации, на нашите омилени локации. Куршумлијан, Музеј на Македонија, Сулијан, дел во МКЦ. И на патувачко кино крај на јуни, почеток на јули. Значи, цело лето филмови и документарци ќе се гледаат. Супер идеја. Оваа година не е на мојот роден ден, така што ќе дојдам јас. Пред да завршам, морам ова прашање. Колку луѓе работеле и колку луѓе работат на Македокс? Во принцип, доста луѓе работат. На Македокс си работеле. На самиот фестивал? На самиот фестивал, за време на фестивалот, екипата број околу 30 до 40 членови, но
како и секоја година што велиме, не можеме ние без нашите волонтери. Секоја година имаме дополнителни од 40 до 60 Да. волонтери кои што активно работат за реализација на И стигаме на до фестивалот. некоја бројка од 80, така некако, може би и повеќе заедно се. И мислам дека тоа е исто така многу важен дел што не го спомнавме, дека сите овие луѓе всушност го прават фестивалот. Нивната енергија, љубов и посветеност го прават фестивалот едноставно и мислам дека тоа се чувствува и публиката тоа го чувствува и затоа им е пријатно на фестивалот. Одлично. Многу ви благодарам на муабетов. Мислам дека ќе биде убаво за тие што сакаат филм, а и за тие што не сакаат, ама ги натеравме да дојдат на Македокс годинава. Да. Ати.